16 пациенти кои беа повредени во пожарот во Кочани денеска заминуваат на домашно лекување, како што кажа министерот Таравари. Кај нив, пред да бидат направени болничките исписи, се направени сите оние неопходни токсиколошки анализи. Со денешните исписи на скопските клиники остануваат 10 повредени од трагедијата во Кочани, 10 пациенти има во градската општа болница 8 септември, 10 пациенти има во хируршката клиника Свети Наум Охридски и 8 пациенти се во приватните болници Жан Митрев и Аџи Бадем Систина. Меѓутоа, ова е состојбата на повредените кои што се во хоспитализирани во нашата држава. На лекување во странство има 115 повредени и како што кажаа здравствените власти, она што го координираат на кризниот штаб е тоа како да се одвива процесот на враќање на овие пациенти кои што се со подобрена здравствена состојба. Оваа недела ќе има 8 такви пациенти кои што ќе бидат вратени во нашата земја. Меѓутоа, исто така враќање на пациенти од странските медицински центри ќе има и наредната недела. Предлагам овде да ја слушнеме изјавата на министерот Таравари. Оваа недела очекуваме 8 пациенти да почнат да се примаат прво во клиниките кај нас. Тријажата ќе се направи од клиниката кај што е примена, па потоа ќе се испрати во клиниката кај што треба да седи пациентот, односно да се лекува. Сигурно минимум престојот ќе биде ден до два и после тоа ќе бидат пуштени дома. Значи нема да оставиме ништо на случајност. Во моментот 4 пациенти се покритични од тие што се лекуваат надвор од државата. Да се надеваме дека и нивната состојба ќе се подобри. Иако велам 4, вчера беа 5, денеска се 4. Повторно ви велам дека сме во фаза на инфекции кои што може да се јавуваат кај пациенти со изгореници од 2-3 степен. Можни се и секакви компликации, меѓутоа да се надеваме на најдоброто, бидејќи екипите, нашите колеги надвор од државата и тие даваат свој максимум за да имаме што подобри резултати во лекувањето на пациентите. Јас се надевам дека половина од пациентите ќе се вратат барем за 2 недели, ќе бидат во државата. Кај некои веќе се прават и други оперативни зафати на кожата и се што треба. Меѓутоа, пуштањето на пациентите на домашно лекување не значи дека овде завршува нивниот процес на медицински третман. Тие ќе имаат потреба од почести контроли, од почести превраски, за да не доаѓаат во Скопје. Она што го планираат здравствените власти е тимови од пластични хирурзи и од кожни лекари да одат најверојатно во Штипската болница, каде што ќе гледаат што им е се она што им е неопходно на овие повредени кои што беа од трагедијата во Кочани. Меѓутоа, за тоа здравствените власти кажаа дека дополнително ќе информираат како ќе оди тој процес. И за крај да напоменам дека министерот за здравство ги демантираше оние информации по социјалните мрежи дека дава оставка и како што кажа Таравари останува да биде министер за здравство. Сања, ти благодарам за сите овие